Мажите кои што пред 3 дена паднаа во провалија на вториот мост на Трим-патеката Свети Илија се надвор од животна опасност, потврдија извори за Канал Вис. Еден од повредените беше со повреди на главата поради што го транспортираа во клиничкиот центар Мајка Тереза во Скопје, а другиот беше задржан на лекување во Струмица, но и двајцата се во стабилна состојба. Несреќата се случи попладнето на 30 април, а очевидци сведочеа дека паднале во длабок дол. Околу 6 сати тука негде, он е паднал, половин сат е ваден од доле, од длабокото беше паднал, од мостот надоле и додека пожарната да ги извади. Баја време, помина, донесеме ги до тука и јас помагах, донесеме ги до Ловен дом, у болница, мислам на болнична школа и така. Возрастни луѓе ли беа? Возрастни се, само изгледа малку са биле расположени на и са паднале там од мостот. Каса паднале, това не знам да ти кажем. Това е лошо место, там каса паднале, не знам. И еден ми беше по-повреден, за разлика од другиот. Ама белким ке кортури со човеко, што да ти кажем. Иначе, таа е сата такова. Кој ги забележал? Таму некој од луѓето ли Аба, се забележал? пато е таков. Да, фреквентен е пато и у секој момент има луѓе. И каса дојделе там од мостот, еден до друг са били и двојца са паднале надоле. Секој момент мине човек. И касе, викам, не знам кај се е случило, важно се случило. Арма помогнаваме си, там имаше 20 души пожарната, викам, во се што треба направи. У болничката кола и така ги унесеја, така да. Белким ги е добро. Пожарникарите велат дека морале да користат алпинистички јажења за да ги извлечат повредените, но интервенирале и очевидците и полицијата. Значи, по дојава од минувачи рекреативци на Трим-патеката кон Свети Илија, беше јавно дека две лица се паднати во провалијата, вториот мост кон Трим-патеката Свети Илија, познат кај народот Црвен дол. Веднаш отидовме на лице место, 5 пожарникари, значи, со специјална алпинистичка опрема. На лице место беше утврдено дека еден од повредените се наоѓа на околу 3-4 метра во провалијата, а другиот беше на 20 до 25 метри во провалијата. Прво се пристапи, значи, кон вадење на едниот кој беше полесно повреден, а потоа малку покомплицирано, значи, беше целата таа акција. Спуштивме, значи, со алпинистички јажни со специјална опрема на едно 25 метра во провалијата, со овие специјалните носила што беше, човекот беше прицврстен. И морам да нагласам со помош на луѓето кои што беа таму, рекреативци, полицајци, бидејќи беше потребно навистина поголем напор. И вториот човек кој беше во безсознание беше извлечен и предаден таму на лице место на брза помош. И исто така повторно со помош на сите луѓе беа пренесени до Ловен дом, предадени на брза помош и однесени до болница. Се надеваме дека со луѓето секој биде најдобар ред и да користиме ова шанса да апелираме во овие денови, значи, луѓето да внимаваат и во природа, и движење, и пожари да не предизвикуваат и така натаму. Оваа е прва ваква несреќа на патеката Свети Илија, која што секојдневно ја користат стотици граѓани за спорт и рекреација.